Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Средба на градоначалникот на Гостивар Таравари со родители, наставници и комисија против дискриминација за случајот со Амбла. Драстично намален интересот за вакцинација во Тетово. Се уште е висока и бројката на ново заразени лица. Тетовчани се жалат дека уличните кучиња во овој период се гладни и агресивни. Здруженијата ја потенцираат потребата од основање на прифатилиште за кучиња. Во општина Гостивар се одржа средба за случајот со Амбла, на која учествуваа градоначалникот Арбен Таравари, комисија против дискриминација, родители и наставници. Амбла, освен што има Даунов синдром, има и елементи на аутизам, и тоа се констатира и во извештајот кој што е дадена од комисијата за категоризација на вакви деца. Кога велиме аутизам и елементи на агресивност се регистрира и од податоците што ги добиваме од одредени родители дека имало и деца кои што за жал биле повредени за време на часови, имало елементи на агресивност во Амбла. Иако класот е адаптиран со пијано за неизет, бидејќи тоа повеќе сакало да има, специјално има во училиштето. Иако децата се грижеле, меѓутоа имало настани кога за жал се случувале непријатни состојби кои што причинували и одредена загрижувачка состојба и кај родителите на другите деца. Ние, како општина, сега ќе побараме од комисијата за категоризација уште еднаш да се анализира добро и да се донесе дефинитивен заклучок. Дали треба Амбла да продолжи во училиште со инклузија или ќе мора да биде во клас со деца за посебни потреби. Мораме да кренеме свеста за потребата на овие дечиња. Мене ми е драго што изминатава недела дена македонската јавност беше прилично сензибилизирана пред се заради изјавите и активноста на нејзиниот татко. Ето доаѓаме да битна дополнителна подршка да дадаме во таа насока, за да разбереме дека во општество сме сите еднакви и треба да помагаме на вистина сите да се чувствуваме и да бидеме еднакви, не само на хартија да биде тоа. Ние сме равноправни на хартија, некој пат во животот не е баш така. Ето доаѓам да дадам помош, подршка таму кај што можам, и од оваа позиција на која сум, ако може да кренеме свеста, да сватиме дека има и луѓе кои имаат посебни потреби, се дел од нас и не смееме да ги отвориме. Инклузијата е основен принцип кој мораме да го поддржуваме во овакви случаи, а не е само овој и не е само во Гостивар, има многу низ на. Поголем интерес за трета отколку за прва доза вакцина против COVID-19 во вакциналниот пункт во Тетово. Бројките на ново заразени растат, но за среќа поради полесната клиничка слика на болеста, состојбата во болницата е стабилна. И покрај високите бројки на нови случаи со COVID-19, интересот за вакцинација е драстично намален, иако едва и половина од населението во Тетовскиот регион е имунизирано. Во вакциналниот пункт во здравствениот дом од вкупно 600 аплицирани дози за една недела. Само 15% биле прва. Поголем е интересот за бустер. Значи во последниот период има нагло намален интерес на граѓаниве за вакцинација. Може слободно да кажеме дека ова последна недела вкупно све сме имале околу 500-600 пациенти за една недела. Во тоа се пациентиве што примиле прва, втора и трета. Тие пациенти што примиле редовно прва и втора доза, тие се сепак најредовните што идат и за трета доза. Моментално интересот поголемо само кај тие пациенти што примат трета доза, а кај пациентиве за прва доза, нарочито на помладиве, категоријава под 30 години е многу намален. Трета доза најчесто примаат повозрастните граѓани. Маката ќе ме натера. И у години сме и мора. Заради поголема сигурност се работи за постари пациенти и тие се обавезно да се вакцинираат за да може да се заштитат сами себе и околината каде што живеат.
На инфективното оделение во Тетовската клиничка болница на лекување се 11 пациенти со COVID-19. Сите се на кислородна поддршка. Бидејќи сме во ситуација кога освен COVID-19 има и сезонски грип, сепак бројот на амбулантните пациенти се намалува. Во последните 24 часа од страна на медицинскиот персонел на инфективни оделенија се прегледани 28 пациенти. Од прегледните никој не беше диагностициран со COVID-19. 4% од прегледните пациенти мината недела резултираат со COVID-19. Моментално во ЈЗУ клиничка болница Тетово се хоспитализирани 11 пациенти кои сите се кислородна поддршка и со други болести кои комплицираат состојбата на тие. Пациентите се над 40 години, беа последени од Министерство за здравство вчера и од Комисијата за заразни болести. Граѓаните, ние ги повикуваме граѓаните да ги почитуваат мерките што се поставени од страна на Министерство за здравство и Комисија за заразни болести. Симптоми што се предизвикани од страна на COVID-19 се слични со тие од настинка. Поради тоа пациентите што ги имат овие симптоми, температура, кашлица, проблеми со дишење, добро е да се обраќаат на здравствени установа и да бараат помош за тестирање. Инаку, заклучно вчерашниот ден во Тетово и Тетовско има 450 активни случаи на COVID-19. Вакцинираните лица имаат полесна клиничка слика и поретко имаат потреба од кислородна поддршка, велат лекарите. Тоа што го гледаме овај пат е клиничката слика на COVID инфекцијата е многу полесна. Многу помал процент се зависни од кислород, што е добро за прогнозата за излекувањето на пациентите и се надеваме дека и така ќе остане. Ние затоа што овие се пациенти со многу коморбидитети, придружни заболувања, се трудиме барем неколку дена да ги задржиме во болница. 3 каснувања од кучиња скитници се регистрирани само во саботата. Тетовчани се жалат дека уличните кучиња во овој период се гладни и агресивни, особено во раните утрински часови. Здруженијата пак ја потенцираат потребата од основање на прифатилиште за кучињата. 112 пријавени каснувања од бездомни кучиња само во СВР Тетово за минатата година, 6 за месец јануари. Повеќе од половина се на тетовското подрачје. Ана Марија Блажеска од Тетово заврши со повреди на подколеницата нанесени од куче. Покрај стресот кој го доживеала, сега треба да прима и терапија за да не настанат здравствени компликации. За среќа имаше случајни минувачи кои реагираа навреме и сега сум добро, но голготата која човек треба да ја помине во вакви случаеви е макотрпна. Подразбира пријавување на случајот во СВР Тетово и како и изгубено време во болнички процедури. Примив неколку вакцини и инекции како би биле сигурни дека нема да има компликации од каснувањето. Тетовчани се жалат дека уличните кучиња во овој период се гладни и агресивни, особено во раните утрински часови. Па ги има многу. На сабајле нарочито кога идеме на работа по 5-6. Една комшивка патена е укасана. Се пушта на секој еден. За да изнајдат идејно решение, граѓанската иницијатива Подобро за Тетово истражувала речиси 1 месец. Имале повеќе средби со надлежните. Вела дека најпрво треба да се основа предпријатие предводено од стручни лица, кој ќе направи прифатилиште за кучињата и да се подигне свеста кај населението за нивен хуман третман. Треба да се мотивираат и субвенционираат собствениците на кучињата да ги стерилизираат и кастрираат своите кучиња. Исто така треба да биде поентата ставена и кон мерките, казаните мерки кон собствениците кои ги пуштаат на улица своите кучиња. Исто така треба да бидат стерилизирани и кастрирани сите улични кучиња, се со цел да се држи под контрола нивната популација. Да најдеме решение и за кучињата, затоа што тие се агресивни, затоа што нема да јадат и така слично. И исто така и за луѓето, затоа што ние имаме многу проблеми тука во Тетово. Луѓето не можат да одат во работа во Сабајле, имаат многу кучиња,
па треба да мора да најдеме решение за овој проблем. Од општина Тетово велат дека оваа година издвоиле финансиски средства, но дали е објавен тендер и кога ќе започне третирањето на кучињата скитници, детали до овој момент не добивме. Компаниите самостојно да одлучат дали ќе одмораат во недела или не, согласно динамиката и спецификата на нивната дејност, апелираа денеска од Стопанската комора. За илустрација, например, еве ќе го земеме производството на керамички производи, значи тука станува збор за производство кое што се одвива во печки со сложена структура, кои што се загреваат на температура од 1000 степени Целзиусови. И за да може, значи, тие да се изгасат и повторно да се рестартираат, потребен е период од 2 недели за да се спречат хаварии. Значи една недела гасење, една недела рестартирање, според укажувањата на компаниите, ова, значи, гасење и повторно рестартирање чини околу 150.000 евра. Истото се случува, значи, сличен е процесот и кај производството на цемент, производството на гипс, производството на битумен, станува збор за производство на материјали кои што се произведуваат на специфични температури со користење на сложени техничко-технолошки процеси кои што бараат, значи, континуитет. И поради ова наведено, потребно е, значи, непречено да се истите да се одвиваат, бидејќи во спротивно не само што ќе имаме финансиски загуби кај компаниите, туку се нагласува дека се зголемува и ризикот од хаварии, како и ризикот по здравјето и безбедноста при работа. А исто така стопирањето на овие процеси во недела неминовно ќе придонеси за намалување на капацитетите, меѓутоа и за конкурентноста на самите компании, ќе се зголеми според нивните укажувања, значи потрошувачката на енергија, трошоците за производство, што ќе води кон намалување на капацитетите, па наместо посакуваните ефекти, односно она што била интенцијата на законодавецот, може да се постигнат спротивни, односно да дојде до затворање на фабриките и до губење на работните места. Тетовец се однесувал агресивно кон полициски службеници, одземени пари од спортска обложувалница. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 14 часот и 15 минути на улица Маршал Тито во Тетово привеле 36 годишен тетовец кој се однесувал агресивно и одбивал нивна наредба додека преземале службени дејствија. Се расчистува и документира случајот пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 14 часот и 50 минути полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 65 годишен гостиварец поради сомнение дека сторил кривично дело. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 23 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавено е дека околу 21 часот и 30 минути машко лице од спортска обложувалница на улица Маршал Тито во Тетово со закана кон вработената одзело пари. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 33 годишен тетовец вчера пак во 12 часот во СВР Тетово пријавил дека на улица Иво Лола Рибар во Тетово бил каснат од куче скитник. Исто така вчера во 17 часот и 30 минути 41 годишна жителка на Тетовска Барвеница пријавила дека на улица Страшо Пинџур во Тетово била касната од куче скитник. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат и за спроведена акцијска контрола на возачи за управување возило под дејство на алкохол. Изминатиот викенд од 20 до 2 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена акцијска контрола на возачи дали и колку од нив управуваат возила под дејство на алкохол. При контролата откриени и законски санкционирани биле 6 возачи, 4 од Тетово и 2 од Гостивар, кои управувале возила под дејство на алкохол. Тие се исклучени од сообраќај, времено им се одземени возачките дозволи и изготвени им се соодветни поднесоци. При контролата исто така санкционирани се и 19 други видови сообраќајни прекршоци, 11 од Тетово и 8 од Гостивар. Минатиот месец, јануари, на поширокото тетовско подрачје поради управување под дејство на алкохол, вкупно биле исклучени од сообраќај 72 возачи, или двојно повеќе во споредба со минатогодишниот јануари. На гостиварското подрачје пак оваа бројка изнесува 25. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до возачите да не седнуваат зад волан под дејство на алкохол, затоа што со тоа најдиректно ја загрозуваат сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, бидејќи алкохолот негативно влијае на нивната можност безбедно да го управуваат возилото.
СВР Тетово подсетува и дека на сите возачи кои управуваат возила под дејство на алкохол им се изготвуваат поднесоци, се исклучуваат од сообраќај и ќе се соочат со парични глоби кои зависно од степенот на алкохолизираност се движат од 200 до 375 евра во денарска противредност, како и со одземање на нивните возачки дозволи од 3 месеци до 1 година. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!